أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Неминовно рече дека секој еден од нас поминува низ разни искушенија и мусибети во текот на неговиот живот. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел од неговата милост не упатува кон најголемите извори на снага и истрајност во текот на животот. Кон оние работи кои ја држат душата исправна, кога ќе ја притиснат разни тешкоти и мусибети. Во два кратки, но значајни ајети, возвишениот Аллах Азза ва Џелле ни го покажува патот кон тој мир, кон таа снага и цврстина, а и кон тој сабур. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џел во 45 и 46 ајет од ова возвишена сура, суратул Бакара: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Велит Аллах Азза ва Џел: барајте помош во трпеливоста, во саборот и во намазот. Тоа е навистина тешко, освен за понизните. За оние кои се убедени дека навистина ќе се сретнат со Господарот свој и дека кај него ќе се вратат. Возвишениот Аллах Азза ва Џел им наредува на своите робови во се она на што се надеваат од доброто и на дуњалукот и на ахиретот, да го бараат преку помошта или преку сабурот и намазот. Како што рекол Муқатил ибн Хајјан во тефсирењето на овој ајет: барајте помош за стремежот кон ахиретот преку сабур во извршувањето на фарзовите и преку намазите. Ибн Каthир рахимахуллаху таала велит: и овој ајет е општ по значење. Барајте помош преку сабурот во секоја состојба, во извршувањето на фарзовите, во оддалечувањето од забранетото и прајање сабур во одредбата што ќе те снајде од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Зошто исламски учењаци вели дека сабурот се дели на три дела. Прв е сабур во покорност кон Аллах Азза ва Џел, сабур во чинење на ибадет. Теа е кога човекот се стрпува и истрајува се додека не ги извршува фарзовите на Аллах Азза ва Џел и се додека не му биде покорен како што Аллах Азза ва Џелле му наредил. Да стани за сабав па да дојдеш во џамија, ти треби сабур. Да постиш месец Рамазан, ти треби сабур. Да бидиш доброчинител кон родителите и општо кон сите, ти треби сабур. И ова е еден вид на сабур. Потоа вториот вид на сабур е сабур во оддалечувањето од харамите. А те е кога човекот се воздржува, ја запира својата душа за да го остави оне што Аллах Азза ва Џелле го забранил од покорност кон него. Ова е многу битно правило, од покорност кон Аллах Азза ва Џелле. Ча видиш многу луѓе оставаат харам, мој да остават алкохол, мој да остават зина, мој да остават камата, ама не заради покорност кон Аллах Азза ва Џелле, туку заради страф од нешто, заради страф од болест, или немој да го постигни таа нешто и слично. Оставање на харамот поради Аллах Азза ва Џел.
И третиот вид на сабур е сабурот при болните и тешките Аллахови одредби. Човекот да не паѓа во очај, да не се жалит, да не се предават со својата душа и да не се жалит посебно со својот јазик. И посебно да не прави дела што го разгневува на возвишениот Аллах Азза ва Џел, како што е удирање по образи, кога ќе се деси нешто посебно ке жениве или кубање на плачки или на коса, иако елхамдулилlah скоро не го имам виден овде, но е многу распространето. Во овие работи е најбитно да се имат сабур во кадарот и во оне што ќе те снајде од Аллаховата одредба. Затоа е пренесено веле некои претходници дека рекле сабурот во однос на верата е како главата во однос на телото. Како што телото немој да биде без глава, така исто така и верата немој да биде без сабур. И велите Али радијаллаху анху и повикувал и велел, навистина нема иман оној кој нема сабур. Немат иман оној кој немат сабур. Затоа беше сабурот е неопходен. Бидејќи оној кој не е стрплив, не е способен да го извршува оне што Аллах Азза ва Џелле му го наредил. Нити пак мој да се воздржи од оне што Аллах Азза ва Џелле го забранил. Освен со помош на Аллах Азза ва Џел и теа преку што? Преку сабурот и намазот. Вастаину бис сабри вас сала, и барајте помош во трпеливоста и во намазот. И намазот исто така бреча е најголемата причина за олеснување на болките, на тешкотиите и на било кој мусибети. Заради теа Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кога ќе го притиснеше некоја тегоба или грижа или тешка состојба, борзаше да кланјат намаз. И ова е многу битно. Немат он нас кои немат тешкотија, или моки или грижи. Но праксата на Мухамед алейхиссалам било во вакви моменти да борзат да кланјат намаз. И затоа му велел на Билал радијаллаху анху, ерихна бис салати ја Билал, одморине со намазот о Билал. Алија радијаллаху анху велит, навистина не видовме во ноќта на Бедр. Во ноќта на Бедр. Сите спиевме, освен Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, кој клањаше и упатуваше дова се додека не осамна. Значи све до сабајле. Во овие тешки моменти, соочвање со Аллахови непријатели, Мухаммед алейхи салату ва салам борзал кон извршување на намаз. Затоа намазот е еден од најголемите средства за истриност и цврстина на хакот и на потот на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Велит Аллах субхану ва таала, утлу ма ухија илейке минел китаби ва акими сала. Кажувај го од книгата тоа што ти се објавува и извршувај го намазот. Инна салата тенха анил фахшаи вал мункар. Навистина намазот одврача од развратот и од се што е лошо. Намазот, кога се клањат исправно и целосно посветено со срцето кон Аллах Азза ва Џел, намазот мора да те одврати од разврат и од било кое друго лошо дело. Кога на Ибн Аббас радијаллаху ан му била соопштена веста за смртта на неговиот брат додека бил на патување, тој само изговорил инна лиллахи ва инна илейхи раџиун. Потоа се оддалечил од патот, ја запрел својата камила и клањал 2 рекати, при што долго седел на тешехуд, значи после техјату, после салавати, седел долго и учил дова, зашто те е место на дова. Па долго седел и учил дова на Аллах Азза ва Џел. Потоа станал, се вратил кај својата камила и ги изговорил овие ајати од суратул Бекара, вастаину бис сабри вас сала, барајте помош во саборот и во намазот. Затоа, кога ќе има некаква несреќа, кога човекот ќе се соочи со било каква тешкотија или мока, наместо очај, наместо пиштење, наместо викање, најдобре е да се земат абдес, да се свортит кон кибла, да се изговори текбир и да се клањат бар најмалу 2 рекати, искрено и понизно кон Аллах Азза ва Џел.
Зашто колку и да кукаш, никош не можеш да го вратиш оне што Аллах Азза ва Джелле ти го одреди. Или оне што веќе си го изгубил, нити пак ќе ти е торнит несреќата и белеата која те имат снајдено, туку со теја само ќе добиеш гнев или грев и Аллахова лутина. Неминовно секој еден е искушан на ова дуња, и верник и неверник. Но работата е како ќе го примаш искушениево и како ќе се супраиш со него, дали на начин со кој Аллах Азза ва Джелле задоволен или не. И затоа во вакви моменти најпојче е потребно човек да се упати кон сабур и кон намаз. Затоа гледаме дека оние кои не го извршуваат намазот имаат толкава слабост, браќа, во поднесување, недостаток на сабур и силна склоност кон очај, што тешко му и да се опишите. Дури може би некој од нив живее во изобилство, во имање, во удобност, но сепак е во состојба на внатрешна празнина, тегоба и везден со думање и тешки проблеми. Животот во основа по своја природа е тешки. Затоа да и видиме оние кои не го познаваат на Аллах Азза ва Джел, посебно во невернички или во западни земји, кај што се полни со психијатриски установи, депресии и други вакви болести. Шејх Халид ес-Себт, еден од даите, во тефсирање новија корански ајет, спомен вид една случка дека во една прилика во тие места некоја лекарка, докторка, самата раскажувала дека и поставила прашања на една верничка, на една жена. Кога ги видела нејзините пријателки кои биле со нејзе во посета на таа докторка, како се смеет и разговараат. Дошле кај неа на преглед. Неколку пати влегувала, излегувала, ностоп ги гледала како се смеет, како се играат и зборват, па ја прашала дали земавте нешто вие, дали се напивте нешто? Па му рекле тие не. Прашала докторката дали земавте нешто опојно, нешто или слично на теја. Тие му рекле не, ништо немаме зедем. Па му рекла зошто тога се смеите? Па му рекла субханаллах, се смееме, ние сме друштво, се тешиме една со други. И такви се нашите собири, такви се нашите меџлиси, со разговарање, со смеење и со радување. Па таа докторка била изненадена и рекла, ние велитове не го познаваме. Животот ке нас е исполнет со мока и страдање. Затоа рекла, ке нас имат многу бројни празници. И во нив, во тие празници, обилно се конзумират опојни пијалоци за луѓето барем накратко да избегаат од својата реалност. Да се опијанет, бар мало да не осетат повеќе од тешкотиите кои имаат во нивните животи. И не само ове, имат и други пример во истава случка. Вели дека таа докторка, која е преглед на ова верничка, гледат дека имат знаци за спонтан абортус. Па почвела да е спремнит одоколу да му ворти за да не е погоди директно. Па таа прашала што е работата. Па му рекла дека ти го изгуби твоето дете. Па рекла таа едноставно елхамдулилlah. Пак се чуди докторката, изненадена. Вели, како можеш да го кажеш теја? Како можеш да се заблагодариш? Кога свите овие години чекала за дете, па потоа го губиш детево, губиш бременоста и едноставно велиш елхамдулилlah. Па му рекла таа, ове е Аллахова одредба и негова пресуда. И ове е барање вреча помош во сабур, во стрпливост. Повторно таа се зачудила и рекла, навистина ове не мога да го свата како вие живеете. Не мога да го свата начинов на вашиот сабур и на вашето поднесување на вакви искушенија. Исто така истиот шејх вели дека пред неколку години во Египет бил објавен дека некој извештај за дрога, како што прават извештаи за дрога, зависност и слични појави, и во него велит немало нити еден од тие свите што биле, нити еден случај на човек кој клања нон-стоп намаз.
Сите кои биле зависни од дрога, немало нити еден случај од ними да клањат некој намаз или да е редовен во намаз. Затоа рековме што намазот те одвраштат од разврат и од лоши дела. Но битно е што и натера или што и доведе луѓето до ваква зависност. Те е бречона внотрешна расипаност и распарченост и празнина која имаат овие Аллахови непријатели или оние кои не веруват во возвишениот Аллах Азза ва Џел. Па затоа бараат разни средства само да избегаат од нивната тешка реалност која ја живеат. Ама колку и да пијат, колку и да бегаат, не можат да избегаат од она празнина која тие имаат. Се преносви дека шејх Омер ибн Селим рахимахуллах беше еден од учењаците во Касим, во Саудиска Арабија, кој бил познат учењак и прочуен судија. Кога ќе го снајдеше некаква несреќа, тешкотија или силна мока, го прекинуваше својот час или своите дерси од акшам до јација и целото време го ворвел во намаз. Кога ќе го погодело тешка ситуација и оставал дерсојве од акшам до јација и целото време го користел во намаз. Затоа барајте помош во што? Во сабурот и во намазот. Ние бараме во многу работи помош, освен во намазот. Ибн Џурейџ рахимуллах вели дека овие два, сабурот и намазот, се средства за помош кон Аллаховата милост. Со сабур и со намаз најдобро и најлесно стигвиш до Аллаховата милост, која е себеб за Аллахово задоволство и дженнетот на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, велит Аллах Азза ва Џел, тоа е навистина тешко освен за понизните. Значи, оние кои цврсто верват во возвишениот Аллах Азза ва Џел. Вистинските верници кои имаат страф од него и кои се смирени и скромни. Од овие ајет Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллаху таала извел многу важна поука. И велит: не е знак на добра грижа за оние што се под наша одговорност како деца и семејство, тоа што постојано се гледаат нивните желби и им се исполнуваат дури кога тие им штетат. Односно, кога родителот ќе ги гледа своите деца и ќе се раководи само тоа што тие сакаат, па и кога тоа им наштетува, кога ќе види дека им е тешко да станат за намаз, како за сабајле или за планне во овие дено и слично, или да одат во халка, да учат Аллахова вера, тој наместо да и станите да и бодрит, повторно велит ќе ги покрие со чебето и ќе ги остави да спијат. Ова е за поставување, а не е добра грижа и исправно воспитување. И ова е добра полука изведена од Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах. И вели до продолжение, душеве имаат потреба да се лечат. Како телово, така и душеве имаат потреба да се лечат со оне што ги воздигнува и што им користи, дури и ако тоа понекогаш им е тешко. Аллах Азза ва Џел го пропишал овој намаз и не извести дека е тешк, освен за понизните, освен за оние кои се скрушени и кои се плашат од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Затоа велит: не гледај во ибадетов дали е тешк или лесен, туку гледај на користите кои идеат од овој ибадет и на благословените плодови што ги носи тој дотичен ибадет. Потоа возвишениот Аллах Азза ва Џел во последниот ајет велит: "Еллезина јазуннуна аннахум мулaqu раббихим ва аннахум илейхи раџиун", и објаснит кои се овие понизни, кои имаат сабур и кои имаат намаз, па велит Аллах Азза ва Џел, кои се убедени дека на вистина ќе се сретнат со Господарот свој и дека кај него ќе се вратат. Велит Ибн Кефир рахимахуллах на крај, велит ова е продолжение и заокружување на претходниот ајет или на претходниот говор, односно дека намазот, васијатот или сабурот е на вистина тешк освен за понизните, а тоа се оние кои се уверени дека ќе се сретнат со својот Господар,
знаат дека ќе бидат собрани пред него на денот на проживувањето и дека ќе бидат изложени тие самите, а и нивните дела. Затоа, браќа, кога има, а секој ден од нас имаме тешкотија, најдобро е на прво место да се вратиме ке Аллах Азза ва Џел и посебно да се вратиме во намаз. Надвор посебно фарзоите, а после и други нафилија, потврдени, непотврдени, што поќе да се кланјат намаз, теја навистина е помош и Аллах Азза ва Џел преку теја не дава неговата или постигвиме неговата милост. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Џел да ни уцврси на неговата вера. Го моля на Аллах Азза ва Џел да ни дајте радост во ибадетиве, да и чиниме со радост, а не со тешкотија. И го моля на Аллах Азза ва Џел да ни соедини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените и шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.